Најповиканите во сферата на безбедноста и разузнавањето во државава на конференција во Скопје разговараа за достигнувањата, предизвиците и идните приоритети во реформите во оваа област. Ги собра Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ, која спроведува втората петгодишна програма за реформи во Северна Македонија. Some reforms have effectively been implemented, while others remain unimplemented, representing a democratic deficit. Реформата почна по скандалот со масовното прислушување и извештајот на Райнхард Прибе. Тоа беше во 2015-та, а денес сме 2022. Се прислушува нелегално во Македонија во овој момент? Се прислушува легално. Легално се прислушува. За нелегално немам информација дека тако нешто се случува. Да, има теории на заговор дека тоа е можно, не само од аспект на тоа дека може да се случи внатре во државата, може и од надвор да се организира. Ние никако да излеземе од таа матрица на размислување дека скоро сите во државата се убедени дека се прислушкуваме. Да ве прашам, вие може да пресретнете комуникација на Viber или на WhatsApp? Ото има законска должност согласно член 67 од Законот за следење на комуникација да овозможи секако вид на следење на комуникација. Да овозможи. Тоа е легалната страна, а во практична смисла? Се надам не очекуваш да ти одговорам. Дека комуникациите се следат само во рамки на законите, Ангеловски сака да биде и официјално потврдено преку надзор кој се уште не се спроведува, барем не квалитетно. Ќе ми истече мандатот, доаѓаме во ситуација дека ќе не можем да докажам пред јавноста, не ја, заедно со комисијата, дека све е во ред. Надзор треба да врши собранието преку соодветни комисии, како и преку посебно тело – Совет за граѓански надзор. Ако сакате да имате успешно спроведена реформа и реално подобрување на состојбата, тогаш мора да го затворите целиот круг. Недостасува еден клучен елемент, а тоа е профункционирање на Советот за граѓански надзор, кој не беше замислен само како совет во кој ќе бидат представници од граѓанските организации независни така натаму, туку кој што реално има по законот овластување и можности да ја следи работата и на комисијата, се разбира и на другите органи кои се вклучени во овој процес. И она што исто така недостасува од аспект сега пак на собранискиот надзор, без да зафаќам од просторот, меѓутоа го гледам како слабост, е ангажирањето на експертите кои дополнително претениците треба да им обезбедат поголемо знаење или вклученост во спроведувањето на надзорот. Техничките експерти се потребни зашто пратениците не знаат и не можат сами да го проверат системот, а Советот за граѓански надзор стигна до избор на членови и толку. Сторивме многу големи работи во насока на желба да профункционира тој совет, меѓутоа за жал морам да кажам дека наидовме на голем отпор и на крајот единствено решение беше да си поднесеме оставка, се со цел да ја натераме државата да размисли за нешто кое што со најголема желба, со најдобра желба беше презентирано, а фактички во пракса тоа не функционираше. Советот не профункционира зашто председателот на собранието смета дека без законски допрецизирања не може да му се префрлат пари, а без тоа пак нема услови за работа. Ова прашање мнозинството и опозицијата не може да го решат до денес. Пратениците во Република Македонија, држава од 1.860.000 луѓе, која што им плаќа 140.000 администрација и пратениците им ја гласаат таа сума на администрацијата, разговара дали 5, 10 или 15 луѓе ќе имаат надомест за тоа што го работат или нема да имаат надомест, а преку нивниот надомест, кој што е минорен, незначителен, микронски, државата има еден бенчмарк помалку и оди чекор напред. Владеачкото мнозинство апсолутно го поддржуваме промена на тој член во конкретниот случај и веднаш да би надменет проблемот. Зошто? Затоа што во конкретниот случај не е регулирано каков е статусот. Дали тие ќе бидат професионално ангажирани во целиот процес или ќе бидат хонорарци. Еве, повик од наша страна, конкретниот член
веднаш да го промениме. Но опозицијата не прифаќа интервенција само во членот за надзорот. Тоа е најмалиот дел од проблемот и најлесно решливиот дел од проблемот. Ние имаме системски проблем во однос на целосната реформа, бидејќи реформата што е направена, прво не е дозавршена, второ не се базира на мерки и на вредностни мерки, на работи кои што се направени врз основа на превземени искуства од успешните држави. Ние имаме направена реформа шминка. Значи, формирано е ново тело, едно тело е преименувано во друго тело и се друго е застанато тука. Универзитетската професорка Фросина Ременски, која беше пратеничка кога се носеа реформските закони, потсети дека тие беа усогласени со опозицијата и изгласани со двотретинско мнозинство. Ние 3 години по реформата се уште зборуваме дека сме имале недоследни законски решенија, недоволна дебата околу тоа, а забораваме дека сите политички партии со консензус ги донесоа сите измени и дополни нови закони кои што произлегува токму од таа реформа во безбедносно-разузнавачката заедница. Дел од граѓанските организации се за посуштински промени во делот на надзорот на среден рок. Сега може да се направат некои ситни измени и да се направи, би рекол јас, би ставил еден фластер на проблемот, меѓутоа мора да влезе во националните долгогодишни стратегии, дека треба да се размислува во правеци на основање едно независно тело со свој секретаријат, со своја професионална служба. Евроамбасадорот Дејвид Гир вели дека се направени сериозни исчекори напред, но и дека останува уште многу работа за владата, парламентот, политичките партии и останатите власти, не само во името на преговарачкиот процес со Европската Унија, туку првенствено за доброто на граѓаните. We expect the existing interception legislation to be adjusted so that the oversight committees in Parliament can function better and the Civilian Oversight Council is fully operationalised. The construction of a parliamentary shielded room is long overdue and should be taken up without further delay. Indeed, from an EU perspective, our funding cannot be useful until this action is put into place. Оние пак што треба да бидат контролирани, велат дека се целосно отворени за надзор без оглед на проблемите во функционирањето на собраниските комисии. Сакам да нагласам дека во овој 3-годишен период сме имале 15 средби со двете комисии, што е повеќе од сите средби на директорско ниво со двете комисии, од сите претходни мандати на сите претходни директори. Од оперативно-тактички аспект, да, дефинитивно е, координацијата е многу подобрена, да не кажам на дневна основа, меѓутоа имаме средби секогаш кога ќе се наметне потребата, кога се определуваат приоритети. Во изминатиот 3-годишен период ние изведовме неколку заеднички операции, контртерористички операции, последната беше операцијата, која се сеќавате со протерувањето на руските дипломати. Иако според власта, реформата во својата основа е успешна. Агенцијата за национална безбедност АНБ, една од двете институции што произлегува со расформирањето на УБК и натаму работи во кругот на Министерството за внатрешни работи. Ако мене ме прашате, посакувам и физички да оделиме АНБ од Министерство за внатрешни работи, не само легислативно, иако легислативното е најважно во делот на функционирањето, меѓутоа е важно и да имате перцепција во делот на поделбата и на тоа работиме заедно и со директорот и со службите, меѓутоа сметам дека големата проактивност треба да биде во делот на надзорот, пред се граѓанскиот надзор. Со проактивност во делот на заштитата на националната безбедност се пофалија од јавното обвинителство. Во 2021 година биле поднесени 39 барања за следење на мерките, односно за примена на мерките за следење на комуникации. Годинава се помалку, тоа се 30-тина, и од лани една од нив продуцирала потреба од поинакво постапување, односно водење на кривична постапка, упатување до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, кое што е веќе надлежно за постапување за одредени кривични дела во сферата на заштитата на државните интереси со можноста за примена на посебни истражни мерки. За председателот на Собранието Талат Џафери најзначајно е следењето и спроведувањето на донесените законски решенија во рамки на оваа реформа. Посочи на современите предизвици и опасности со кои треба да се соочува државата. Сигуријата ќе те тарветан.
e shtetit, e botës në fund të fundit është me rëndësi edhe atë të thoja me shumë rëndësi. Sidomos, në këtë kohë të teknologjive të avancuara, metodave të sofistikuara të inteligjencës dhe nëse preferoni mënyrave bashkohore të luftës. Megjithatë, kjo në asnjë çast nuk guxon të jetë alibi për shregullimin e të drejtave themelore njerëzore dhe qeverisjes dhe mbikëqyrjes demokratike. До следната конференција.